Добре, криптоентузијасти, во специјалното неделно видео, денеска, како што веќе најавивме, ќе работиме на нашата, би рекол, мини серија, тоа е економија како оружје и ова е практично веќе шестото видео од овој мини серијал, каде што денеска за прв пат нормално ќе обработуваме земја која што е доста блиску до нас, а тоа е нормално Србија. Со тоа што ова е прв дел од ваквото истражување и ќе биде истражување на Србија, српското ембарго, така речени санкции до 1999 година, тоа е нормално почетокот на војната на Косово. Така да овде ќе ги опфатиме Југославија, крајот на Југославија, нормално српско-босанската и српско-хрватската војна и нормално што се случувало околу овој дел кога практично разгледуваме од економска страна. Нормално, за оние кои што потенцијално прв пат се среќаваат со оваа содржина, на нашиот канал Криптогемиџија на YouTube, на дното, може да најдете плейлиста во која што веќе се обработени 5 досега земји на оваа тема. Тоа беше Венецуела, Иран, потоа Куба, сахелските земји и последна беше Сирија. Така да ова е шести дел од, така речено, ова истражување, а воедно и дел од нормално напредниот курс на фундаментална и техничка анализа, 165-то видео. Така да, тоа е оно што го имаме за денес за вас и со тоа завршуваме оваа недела, односно последната содржина за оваа недела. Следната недела е веќе подготвена и ќе биде доста интересна, со оглед на фактот дека во среда имаме специјална содржина за вас. Почнуваме во вторник Monero XMR блокчейн апдейт, видео кое што веќе го имаме направено, овој пат ќе направиме дополнително истражување на овој коин. Во среда имаме, како што веќе кажавме, многу интересна содржина, нешто ново, до сега не направено на нашиот канал, а тоа ќе биде дуел помеѓу мене и Гоце на темата комунизам против капитализам. Уште еднаш ќе напоменам, ова нема да биде препукување кој што како направил во историјата, напротив, ќе разговараме за теоретската вредност и за начинот на кој што се замислени овие два системи. Нема да разговараме за тоа како биле злоупотребени во историјата. Така да, правилата за дебатата може да ги најдете во дескрипцијата на лајвстримот кој што веќе е закажан за среда. Само погледнете ги овдека, точно ќе видите што и како ќе треба да биде направено, така речено конкретно околу нашата околу нашиот дуел. И дополнително да се потсетиме дека ова не е последна содржина за оваа недела, продолжуваме понатаму во петок со Altco Investi и сабота ќе имаме Patreon заедница лајвстрим, која што нормално е исклучиво за нашата Patreon заедница. Уште еднаш поддржете не, станете дел од истата. Линк до Patreon заедницата имате во дескрипција на секој од нашите видеа, која што во недела ќе може да проследите на нашиот канал за сите оние кои што не се дел од Patreon заедницата. Исто така не забравајте, 6 септември имаме трета македонска криптоконференција. Се обидуваме ова да го реализираме секоја година. Гледате дека имаме барем по еден митап и по една конференција секоја година. Со тоа што почнавме полека да ги објавуваме говорниците со нивно резиме, со тема на која што ќе разговараат, значи се што треба да знаете за оние кои што ќе бидат дел од нашата криптоконференција овој пат во Скопје, во Кинафросина. И да се потсетиме дека повторно ја отвараме Криптогемиџија, во подготовка се многу интересни дизајни, за разлика од претходно ќе почнеме со неколку дизајни, а верувајте ми ќе додадеме уште многу, идеите се многу интересни. Некои од дизајните веќе во идејна фаза ги пуштивме на нашиот канал, можете да ги видите, за некои од нив дури можете и да гласате за тоа кој дизајн ви се допаѓа повеќе. Би ви препорачал да ја заследите криптокооперација, тоа е Криптогемиџија цртичка кооперација на Facebook за повеќе информации и нормално нашиот англиски канал, а тоа е Crypto Economics на YouTube, кој што би ви препорачал исто така да го заследите, посебно ако сте нови на нашиот канал и знаете англиски јазик. Ќе ви помогне целата фундаментална и техничка анализа која што обработуваме повторно од почеток, да може да проследите овој пат на англиски јазик, надградена со нашето искуство кое што го стекнавме во последниот циклус. Се надам дека уживате како и секогаш и почнуваме со денешното видео. А денешното видео не води во носталгичната Југославија. Верувам дека голем дел од постарите кои што живееле во овој период ќе се сеќаваат на многу од овие детали кои што ќе исполнеме моментално, а се многу битни, затоа што многу од луѓето се уште не разбираат што сме изгубиле. Значи, голем дел од луѓето не разбираат колку само била јака оваа држава, колку била геостратешки позиционирана на одлично место во светот и колку само имала, би рекол,
придонеси или би рекол привилегии кои што денеска никој од нас ги нема. Односно, може да им се заблагодариме на нашите татковци и дедовци кои што успеале да засерат вака добра држава, за денеска ние да мораме да миеме чини и садови во бившите поробители на нашите простори. Така да ви благодариме. Значи, секоја чест што сте успеале да уништите ваква држава, не зборувам само за македонците, зборувам за сите држави од Југославија. Па ќе кажам за денеска повторно ние сами да мораме да робуваме на бившите поробители на нашата земја, зборувам како Македонија, така и останатите земји од Југославија. Прво битна работа која што многу од луѓето не ја знаат е тоа дека Југославија е една од првите ентитети во светот која што имала директна економска соработка со Гејропа, зборувам овој пат за економската европска заедница. Односно, уште во 1970 година е направен првиот договор помеѓу Југославија и Гејропа. Знаете и сами, во времето на ладната војна, така речено од 45 година наваму, па до 92 распаѓањето на СССР, значи Југославија имала уникатна геополитичка позиција во која што истата била начело на неврзаните, за кои што ќе разговараме малку подоцна, и како таква истата не завземала ниту источна, ниту западна страна во ладната војна. Тоа ја ставило во уникатна геополитичка позиција да може да се работува и со едната и со другата страна. 1970 година е така речено почетокот на оваа официјална соработка, каде што се уште меѓусебната трговија помеѓу Гејропа и Југославија не била преференцијална, односно немало посебен, би рекол, режим за продуктите кои што доаѓаат во Југославија и обратно, но во исто време имало така наречено most favored nation тип на третман, што уствари представува најфаворизирана нација, односно тоа е сите, би рекол, позитивни економски услови кои што Гејропа ги дала на било кој друг партнер во светот, ги дала и на Југославија. Во превод, ја ставила Југославија на ниво на најповолен економски партнер за апсолутно се. Значи, ова е само почеток. За 1980 година овој договор да биде надграден, верувале или не, со преференцијален начин на тргување помеѓу Гејропа и Југославија, каде што на голем дел од југословенските продукти немало данок, немало такса, немало царина, се разбираме. Што значи дека Југославија била толку многу фаворизирана во оваа ситуација, што со Гејропа и нормално Гејропската економска заедница можела да тргува така речено со практично отворени граници, што е многу блиску до самата Европска економска заедница. Што значи дека Југославија во тој период имала практично многу голема шанса да стане така речено дел од Гејропа. Исклучиво нивната, би рекол, преференца, односно приврзаност кон неврзаните како една од основоположниците на унијата на неврзаните, ја натерала практично да не пристапи кон така речено уште поголема соработка со Гејропа и потенцијално станување дел од Гејропската економска заедница, која што денеска би довела до потенцијално имплементирање на целата југословенска територија во Гејропа. И нормално тоа е една од големите грешки, ако мене ме прашувате, што на крајот од денот денеска не става во ситуација во која што сме. Сега, ќе погледнеме понатаму, се тоа ќе биде детално раздробено. Во исто време да се потсетиме дека Југославија била сила. Значи, пак не е сега дали вас се допаѓа или лето, воопште не е битно. Значи, овде ќе има луѓе кои што не им се допаѓа Југославија ни по точка разно, овде ќе има луѓе кои што се уште плачат по Југославија. Така да гледаме економски, да гледаме непристрасно. Во 70-тите до така речено 80-тите Југославија станува 21-та најголема економија во светот. Со оглед на фактот дека станува збор за многу мала количина на популација и нормално територија, ова е огромно достигнување. Значи 21 економија во соглед на фактот дека има околу 200 држави во светот, тоа значи дека сме биле во топ 10 најбогати, најголеми економии во светот. И да се потсетиме, ова го постигнува додека истата била социјалистичка. Значи уште еднаш на сите оние кои што зборуваат дека како капитализмот не постои друг начин на уредување, напротив, еве како изгледа социјализмот во една, би рекол, одлична форма и би рекол доста блиску примене до начинот на кој што е замислена ова уредување, овој економски систем. Значи во 70-тите станува 21 најголема економија по GDP,
а во исто време армијата на Југославија и нормално комплексот за производство на одбранбени механизми бил енормно голем. Значи, на ниво на Европа имала четврта најголема армија. Пак ќе кажам, со оглед на фактот дека во Европа имало држави кои што имале значителна армија, да се најдат на четврто место, тоа е сериозно голема работа. А во светот 11-та најака армија. Значи, пак ќе кажам, JNA била поим за воен капацитет за би рекол војска генерално на една земја, со тоа што имале 200.000 активен персонал и 2 до 3 милиони резервен персонал. Во тој период Југославија, така речено, го воведува оној модел на практично резервна војска. Тоа е секојдневно население кое што мора да помине воен рок, и тоа овој воен рок во почетните години на Југославија бил и по 2-3 години долг. Сакам да кажам дека очигледно Југославија била сериозна сила која што целиот свет ја земал во предвид. Дополнително, иако многу од луѓето денеска можеби се смеат на ова, не треба да се смеат, верувале или не, значи ова така наречена шошка во време на Југославија или југословенскиот пасош е практично една од најголемите достигнувања на Југославија, односно погледнете оваа мапа. Со оглед на фактот дека истите биле дел од неврзаните и така речено биле креатори на неврзаните, можеме да видиме дека Југославија во периодот на така наречената шошка можела да патува апсолутно сегде. Единствени земји кои што можеме да видиме дека барале пасош, барале виза за Југославија, биле Јужна Африка, Саудиска Аравија и Шведска, поради не знам која причина. Се останато, да, и Швајцарија може да видиме овдека, од побитните држави, другите се очигледно небитни. Значи, останатото е на еден или на друг начин, југословените можеле да патуваат апсолутно сегде со нивната црвена шошка. Што ви кажува тоа? Тоа ви зборува за еден екстензивен дипломатски кор кој што успеал да го спостави соработка со поголемиот дел од светот. Ние зборуваме само неколку земји не дозволувале, така речено, југословените да може да патуваат таму. Ете која е силата на заедницата. Значи, тоа што ние постојано го зборуваме. Вака изгледа силата на заедницата. Кога мали земји ќе се здружат да постигнат нешто многу големо. Уште една многу голема работа е движењето на неврзаните. Тоа се најчесто бивши колонии кои што одлучиле дека не сакаат да бидат на западната или источната страна и така речено направиле сопствено движење каде што Египет, Индија и Југославија се така речено основоположниците, ако не се лажем исто и Индонезија, на ова движење, со тоа што можеме да забележиме дека во четвртата седба, во 83 година, погледнете. Огромна количина на земја, огромна количина на популација била дел од ова движење. А верувале или не, ние, југословените, сме го креирале. Во исто време, погледнете само колку културно сме соработувале со целиот свет. Значи, ова се званични соработки на Југославија на културно ниво со практично 90% од светот, како што може да забележите овде. Значи, очигледно Југославија била поим. За разлика од тоа, денес поголем дел од овие земји не можат да не најдат на картата. Сега, оно што го зборувавме, значи, делот со non-aligned movement, односно движењето на неврзаните, било екстремно позитивна, би рекол, придобивка на Југославија, првенствено во однос на култура и соработка, едноставно да се поврзе со остатокот од светот, а понатаму нормално и на економски и воен план. Една работа која што многу малку се зборува во нашите земји е дека во највисокиот степен на развој на Југославија помеѓу 70-тите и 80-тите години Југославија била толку економски јака што можела дел од она што го поседува, повторно дел од ова што така речено го поседува како капитал е уствари позајмица од западот, да бидеме реални, да го позајми на неврзаните. Во превод, овие земји кои што не можеле тоа да го направат сами, најчесто најголем дел од нив биле бивши колонии кои што само што се осамостоиле, добиле директна помош од така речено Југословенската централна банка, како и нормално од во тоа време самата Југославија во така речено облик на кредит, со тоа што пак ќе напоменам, овие кредити биле наменети за развој на овие неразвиени, така речено, економии кои што само што се самостоиле, и идејата е екстремно паметна. Зошто? Вие како веќе етабелирана, воспоставена и зацврстена економија, која што се работува и со источниот и со западниот блок, дополнително со пренамена на кредити кои што ги добивате потенцијално од западниот блок, вие практично инвестирате во економии кои што сега треба да се развијат.
поголем дел од овие економии се екстремно богати со ресурси. Да се подсетиме, дел од неврзаните се и Блискиот Исток, поголем дел од овие земји што ги гледате овдека се екстремно богати со нафта, Африка екстремно богати со секаков тип на рудни богатства и што уште не. На тој начин вие практично стварате една соработка во која што овие земји ви должат директно вам. Идејата на тогашното комунистичко воство на Југославија била одлична, затоа што како се развиваат овие земји, Југославија ќе има директно собственост и нормално удел во ваквите економии, во ваквите индустрии. Но за жал, пак ќе напоменам, значи до ден денес голем дел од овие кредити не се вратени, зашто? Затоа што државата на која што кредитите и се должат не постои. Голем дел од овие земји на неврзаните до ден денеска должат на така речено наследниците на Југославија големи количини на пари, затоа што Југославија им позајмила во периодот на воспоставување на движењето на неврзаните. Пак ќе кажам, идејата била одлична, но нашите дедовци и татковци не биле доволно паметни да ја видат оваа, би рекол, голема визија на така речено користење на растот на неврзаните за корист на Југославија. Во исто време, овие западни, како да ги наречам, веќе не знам, европејци, кои што постојано ви зборуваат за демократија, следниот пат кога ќе ви зборуваат за демократија, покажете им и оваа слика, на која што во 1958 година во демократска Белгија, која што денеска представува центарот на демократија и на така речено гејропство и слобода. Значи, може да видите дека во 1958 година имале зоолошки градени за црнци. Во 1958 година во Југославија, како една од основоположниците на движењето на неврзаните, Југославија имала екстензивни програми за школување на така речено младинци од овие земји кои што претходно биле колонии. Еве е разликата за тоа како изгледа демократијата во нашата земја, кога во Гејропа не знаеле што тоа представува. Кога во Гејропа се уште истите овие луѓе ги сметале за животни. И чисто да знаете дека од сите земји во неврзаните, значи почнувајќи од Азија до Африка, до Јужна Америка, има дојдено ученици на територија на Југославија за практично да станат доктори, инженери, да се вратат во сопствените земји и да ги изградат. И тоа, толку добра била оваа програма и би рекол дури инвестирано директно од самата држава, што повеќе од 10% од овие студенти кои што доаѓале во Југославија биле директно школувани на трошок на Југославија. Само да ви кажам дека Југославија била поим. Но како и да е, како за жал на се добро му доаѓа крај, еве 60 години, тоа е во 2021 година, од движењето на неврзаните, како што може да забележите, ниту една од наследниците на Југославија, ниту една држава, ниту една република, денес не е дел од движењето на неврзаните. Алал да ни е. Екстремно паметно. Браво. И покрај тоа што поголем дел од овие земји понатаму ни должат. Но како и да е, само сакам да ви напоменам дека за жал тоа е нешто што сме успеале да го уништиме. Значи, еве што сме уништиле, да ви биде јасно. Без разлика на тоа дека имало преференции, тоа ќе го покажеме сега, без разлика на тоа дека имало неправди, македонскиот народ тоа го знае најдобро. Цената на македонскиот народ да биде дел од Југославија била да се откаже, така речено, неофицијално од Егејска и Пиринска Македонија. Но во исто време, гледаме дека тоа било екстремно позитивно за републиките кои што биле дел од Југославија. И тоа јасно можеме да го видиме во растот на GDP пер капита од 1970 година, кога така речено започнува оваа соработка со Гејропа, па до 1990 година, кога е така речено и распадот на Југославија, и јасно можеме да го видиме тоа во самиот GDP, во бруто домашниот производ. Тоа што кажам дека имало преференции, сите го знаеме. Дома кај нас тоа е на некој начин формулирано од типот на ама знаете како, Тито кажа индустријата ќе биде во Хрватска и Словенија, а ние доле ќе се занимаваме со земјоделство. Погледнете. Еве како изгледа стандардот и растот на GDP во Словенија и Хрватска, а еве како изгледа растот во останатите земји каде што ќе се развива земјоделие. Така, значи да се потсетиме дека една од тие држави и Македонија, каде што се развивало земјоделие, нас индустрија не ни била потребна. Таму горе на усташите и на белогардајците нив им е потребна индустрија. Така, еве која е разликата во растот на GDP, каде што можеме да видиме дека растот на словенскиот бил практично 3 пати поголем за разлика од растот во Македонија, Босна и Црна Гора. Па и доста дупло поголем во Хрватска, се извинувам, Усташлен за разлика од кај нас.
Но само да ви покажам дека ние сме многу свесни за тоа дека имало преференцијален статус на некои држави, за разлика од други во Титова Југославија. Од друга страна, тоа што го зборуваме дека до 1990 година Југославија била од источната страна на Европа, трета по големина по раст на GDP. Каде што само Чехословачка и Унгарија биле така речено над нас. Се останато можеме да видиме дека било под Југославија кога станува збор за раст на GDP per capita. Што значи дека Југославија била поим. Сега, тоа е што е, џабе ќе плачеме за нешто што едноставно веќе го нема. 1990 година гледаме екстремно голем раст на падот на GDP на Југославија, тоа е своевидно и распадот на самата држава, еве чисто повеќе чартови да може тоа да го видиме. Сега како што знаете и сами, значи иако овдека не знам зашто не е земена Македонија, која што 1990 година прогласи своја независност, како и да е, не е ни битно. Значи овдека може да го видиме така речено чекор по чекор распадот на Југославија, од првенствено распадот на Југославија која што била 5 републики и 2 покрајини, до така речено распадот на Србија и Црна Гора, кои што беа така речено наследниците на Југославија и независноста на Косово, која што до ден денеска е уствари само една дамка на меѓународното право, нема апсолутно никаква врска со независност. Како и да е, тоа е денеска преседан кој што го користат другите држави, затоа во следното видео во вториот дел од ова истражување. Така да пак ќе напоменам, главниот проблем настанува 1990-1991 и прогласувањето на Хрватска и на Босна и Херцеговина како независни земји, кое што нормално Србија го гледа како прво растурање на Југославија, значи овие земји, почнувајќи од Словенија и Хрватска, а потоа нормално и Босна и Херцеговина, буквално ја растураат оваа федерација која што досега имала екстремно добра позиција во светот и екстремно добра економија, екстремно добра војска и така натаму. Со тоа што, за жал, сите многу добро знаеме како изгледа крвавиот начин на кој што се распадна оваа земја. Значи, иако јас бев дете, јас лично ја гледав војната во Босна, ние во нашиот дом примивме во нашата куќа бегалци од Босна кои што живееја за време трагање на целата војна во нашата куќа. Така да јас многу добро знам како се тоа изгледаше и еве една од изјавите на Фрањо Туѓман во тоа време, усташкиот, хрватскиот председател, кој што прогласи независност и така речено започна војна. Објавljujeme cijelome svijetu suverenu volju hrvatskog naroda i svih građana Republike. Da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje samostalnom i suverenom državom. Да се подсетиме дека неколку месеци пред ова, во така речено јуни 1991 година, на заседавањето на југословенскиот парламент, кој што во тоа време бил под, верувале или не, водство на Македонија, македонското водство, ако не се лажам, во тоа време со Петар Ѓошев, значи дозволува Словенија и Хрватска да го напушти овој парламент, со што практично и ефективно почнува распадот на Југославија. Нема да навлегувам во детали, не е ни толку битно, но како и да е, значи сакам да ви го напоменам ова дека економскиот распад на Југославија е директно поврзан со геополитичкиот распад кој што е инициран од ова што моментално гледате. Значи, НАТО експанзијата кон истокот е главната причина која што, така речено, ќе биде една од главните причини за распадот на Југославија. Јас до ден денеска сум убеден дека распадот на СССР во 1992 година дава сила на Западот, на чело со Мурика, да едноставно превземе чекори кои што до тогаш немала храброст да ги превземе, меѓу кои е и, така речено, директно да помогне во распадот на Југославија. Така речено, да ги подбуцне Словенија и Хрватска, да ја напуштат Југославија со тоа што ќе бидат примени во НАТО и во Гејропа, што до ден денеска верувам дека е неофицијалната приказа за распадот на Југославија, која што сега ја користат во, така речено, воспоставување на влошени односи помеѓу бившите СССР републики. Значи, нешто што они го тестираа во Југославија, сега го користат за, така речено, да дојдат до границите на Русија и да ги искористат бившите СССР републики против Русија. Со тоа што нормално највеќе гледаме ова во Украина, така речено братска земја на Русија, која што моментално ја тераат и каде буквално на истиот начин како што во Хрватска и Словенија се носени шлепери оружје за да се овозможи на тамошното население да, така речено, може да се
одупре или да се на некој начин спротистави на југословенската армија, како што тоа беше направено во Украина. Апсолутно истото сценарио. Кој сака нека зборува, значи тоа го видовме со своји очи во Украина, а дефинитивно има сведоци, има сведочења за генерали кои што го подготвувале ова и во Словенија и во Хрватска длабоко пред да се случи оваа криза. Така да, како што може да забележиме, според боите што ги гледате овдека, веднаш после распадот во 1992 година почнува екстензивна експанзија во следната декада, која што ги опфаќа, како што може да видите, сите овие претходно држави кои што биле дел од Варшавскиот пакт. Тоа е така речено пактот кој што Русија го има склучено со овие држави за одбрана од Западот. Но како и да е, значи јасно можеме да видиме дека голем дел од југословенските држави сега веќе се дел од НАТО, кои што нормално, како што гледаме и сами, има за цел што поблиску да стигне до границите на Русија. Тоа е единствената цел. И како што може да забележиме, и Словенија, која што влегла уште во 1999 година, тоа е практично неколку години после завршувањето на југословенската војна, што јасно ви кажува дека очигледно биле подготвувани за влез во НАТО, како и Хрватска, која што малку подоцна влегува, но можеме да видиме на ова видео дека истата била така речено партнер за мир уште многу пред да стане индивидуална членка на НАТО. Овдека може да го видите тоа во илустрирана форма, како од така речено 1945 година почнува експанзијата на НАТО. Од муабетот ниту 1 сантиметар на исток се префрламе до границите на Русија се НАТО земји. Како што може да забележите овдека, после обединувањето на Германија, сега веќе доаѓаме во 1970-тите години, каде што е така речено и највисокиот врв на југословенската земја, кој што нормално во тој период била дел од неврзаните. Како доаѓаме во 1990 година сега, ќе видите како почнува едноставно прво сега веќе доаѓаме до крајот на СССР, тоа е 1992 година, тоа е крајот на Варшавскиот пакт и наеднаш во 1993-4 ова е завршувањето на југословенската војна. Погледнете го. Веднаш огромен дел од овие земји влегуваат во така наречената алијанса партнери за мир, која што е неофицијално членство во НАТО, очигледно можеме да видиме сите земји со исклучок на Белорусија и некои од православните земји во практично на Балканот, во Југославија, не се дел од овој пакт, а подоцна истите стануваат. Значи, 1996 Словенија веќе е дел, со тоа што во 2000 година сега ќе стане и полноправна членка на НАТО и за веднаш потоа да следи и Хрватска. Од 2005-2006 сега станува и Хрватска членка на НАТО. Значи, официјално, како што може да видите и сами, која е главната причина за распадот на Југославија. Јас сум убеден дека тоа е главната причина за распадот на Југославија. И за оние кои што не знаат, а дефинитивно сакам да знаат, првата жртва на југословенската војна не е ниту србин, не е ниту усташ, се извинувам хрват, не е ниту словенец, не е ниту црногорец, туку е македонец. Еве да видите како тоа изгледало. Првата жртва, и тоа убиена од нашите браќа усташи, е уствари македонец кој што е убиен во Сплит, и тоа без никаков отпор. Човекот едноставно сакал да се откаже од така речена армијата и да излезе од тенкот кој што моментално се обидувале да го транспортираат. Со командата на војно-поморската област во Сплит знаеме дека во денешните немири во Сплит. Ова е моментот што го гледате овдека, кога усташи од Хрватска убиваат македонец како прва жртва во војната во Југославија. Од огнено оружје загина војникот Сашо Гешовски од Кавадарци, а војникот Тони Стојчев од македонска Каменица е ранет во левото раме, меѓутоа е вон секаква животна опасност и се наоѓа на лекување во Сплитската војна болница. Овдека следува говор кој што го дава српски војник во чест на Сашо Гешовски, но пак ќе кажам, главната работа што сакам да знаете е дека на крајот од денот, за жал, жртви имало од сите држави, почнувајќи исто така и за жал Македонија. И како што можеме да видиме, оваа војна беше навистина крвава, затоа што Југославија во тоа време била измешана, тоа било нормално. Значи, срби, босанци, хрвати, македонци биле буквално на територијата на цела Југославија, затоа што биле една држава во тој период, и нормално дека кога ова војна започнува, овие така речено маси на националности кои се наоѓаат на погрешна страна од границата, едноставно настрадале.
Нема да налегуваме премногу, значи тоа е нешто кое што би го оставил да го гледате на други политички програми кои што моментално нели имаат поекстензивна обработка на самата војна. Ние се фокусираме на економскиот дел. Односно, пред да почнеме, вака оприлика изгледаше почетокот, да речем, на оваа војна, кога JNA во тоа време се уште важела за екстремно голема сила и кога нормално србите мислеле дека апсолутно никој не може да ги победи. Значи, ова е, да речам, би рекол, статусот со кој што истите настапуваат на почеток на војната, ќе видиме како тоа изгледало на крајот. Како што наш народ каже. Не може нам нико ништа, јачи свод судбине, могу само да нас трпе, они што нас не воле. Еве како изгледал, пак ќе речам, атитудот или нормално размислувањето на србите на почетокот на оваа војна, кои што очекувале дека ќе издвојат, нормално дека ќе ја обединат повторно Југославија под нивна контрола, што е уствари погрешен начин да се направи нешто, но како и да е, па ќе кажам, фала на сите наши дедовци, чичковци, татковци кои што успеале да засерат оваа држава, за сега ние пак ќе го повторам ова, нивните следни генерации да повторно мијат чини и садови во Европа и да бидат, така речено, второстепени граѓани. Ви благодариме многу. Со тоа што овдека може да забележиме дека на вистина екстензивна количина на цивили се убиени и војска во оваа 4-годишна војна, како на страната на Србија, така на страната на Босна највеќе и така на страната на Хрватска. За жал, ова е нешто преку кое не верувам дека некој ќе поминеме. Ова е една од главните причини поради кои што било каков тип на обедување на Балканот, посебно на овие држави, е, би рекол, невозможно во иднина. И знаете и сами дека до пред само неколку години се уште се водеа постапки против, да речам, нели, луѓе кои што потекнуваат како од Србија, така од Босна, така од Хрватска за она што се случуваше во овие војни. Нема да налегуваме во обвинување, тоа е најмалку битно моментално, она што е направено. Само сакам да кажам дека за жал тоа е и главната причина поради која што сме овде каде што сме. Во 1990 година, за разлика од 70-тите и 80-тите, каде што Југославија е била апсолутно на врв, се наоѓаме во ситуација во која што на второ место е Југославија или она што преостанало од Југославија, во тој период тоа е Србија и Црна Гора, кои што се уште се, така речено, остатокот од Југославија, најсанкционирана земја во светот, значи втора најсанкционирана земја во светот. Од отворени граници, од економска соработка со целиот свет, од лидер на неврзаните до втора најсанкционирана земја во светот со целосно ембарго, санкции, апсолутно, значи, се што може да се имплементира. Со тоа што нормално ова почнува веднаш после почетокот на војната и имаме неколку главни, би рекол, економски санкции кои што се имплементирани. Првата е трейд ембарго, каде што со оваа резолуција 757, која што може да видите и може многу лесно да најдете на страната на Обединетите нации, овдека детално е опишано дека апсолутно сите членки на Обединетите нации, а овдека се практично најголемиот дел од државите во светот, нема ниту да купуваат, ниту да продаваат, че нема да има никаков извоз и увоз помеѓу остатокот од светот и Југославија, што е и ствари практично главното економско оружје со кое што во тој период Југославија е принудена да на некој начин капитулира. Значи, оној договор во Дејтона, подпишан во 1994 година, кој што е главно за Босна, да бидеме реални, практично е еден вид капитулација на Србија, која што не успеа да извојува оваа војна, но ќе видиме дека економскиот дел на оваа војна е уствари најстрашното оружје со кое што е принудена Србија да на некој начин ја запре оваа војна. Дополнително имаме целосно ембарго на оружје кое што се доставува на било која фракција, мада ова е невистинито. Значи ембаргото на оружје важело за Југославија, Босна, Хрватска добивале постојано оружје од западот, значи тоа сите го знаеме, но како и да е, значи официјално наводно има ембарго врз сите страни, што е пак ќе кажам невистинито. Замрзнување на капитални добра кои што се директно поседувани од Југославија, што е очекувано, тоа го гледаме во многу различни би рекол ситуации, дали е тоа Ирак, Иран, дали Русија, значи го гледаме постојано и нормално банирање на патување. Значи цивилно патување, било каков тип на воено патување, освен дипломатски се целосно затворени, значи едноставно не е дозволено патување нигде надвор од Југославија и ниту пак патување кон Југославија. Овие мерки кои што се имплементирани, посебно кога станува збор за патување, до ден денеска се едно од најголемите, би рекол,
проблеми за луѓето кои што живеат не само во Србија, истото важи и за Црна Гора, Македонија, Босна, а истите потекнуваат од овој момент. Значи, претходно, ако сте слушнале, а верувам сте слушнале, југословените со нивниот пасош можеле буквално да патуваат од Велес до Париз. И тоа непрекинато во еден воз. Заради тоа што имале апсолутна дипломатска, како да кажам, значи најдобра можна патна исправа. За разлика од тоа, ние моментално се наоѓаме во ситуација во која што нема каде не ни треба виза. Значи не гледаат како да сме дојдени од, не знам, најмалата афричка земја која што се уште луѓето не ја нашле на мапата. Се разбираме. Така да, пак ќе кажам, благодарам на дедовци и татковци, секоја чест. Многу добро сте не средиле. Во исто време, овие санкции кои што веќе ги спомнавме, предизвикуваат екстремно голем пад прво на економијата, каде што можеме да видиме, како што веќе кажавме претходно, значи овој пад, така речено, на GDP, кој што јасно може да се види во 90-тите, значи е практично директно резултат на овие санкции, почнувајќи од 1990 година, каде што санкциите почнуваат да се имплементираат од 90-та па до 95-та година. Со тоа што како се имплементираат се повеќе и повеќе санкции, јасно можеме да видиме дека така и индустријското производство во Југославија, ова е извадено директно од нивниот Завод за статистика, можеме да видиме дека од 90-тите години е во екстремно голем пат. Со тоа што можеме да видиме дека оприлика до 94-та година веќе добри 70 до 80% од индустријското производство е запрено во Југославија. Тоа значи дека едноставно сите овие санкции на вистина екстремно делувале врз економијата на Југославија. Нормално, тоа е врз производството. Ако станува збор за цените, погледнете и сами, од 1990 година. Иако се уште успевале да задржат своевидно инфлацијата, би рекол, по некоја нормала, гледаме дека после 93 година мај истата испаднала комплетно надвор од контрола и сега овдека доаѓаме до најстрашниот дел. Значи можеме да го видиме точно тој дел каде што принтањето на пари во оваа држава испаѓа комплетно надвор од контрола. Државата принта пари како да нема утре, со оглед на фактот дека нема од каде да позајмува, не може да има извоз и увоз, што значи дека сите претходни приходи кои што ги имале со овие санкции се запрени и автоматски овдека јасно можеме да видиме каде принтерот е пуштен апсолутно на десетка за практично ваквото енормно принтање на пари да направи инфлација до сега невидена во светот. Покрај Германија, Југославија и Зимбабве, ови се така речено трите најголеми примери на инфлација во светот, каде што од јануари 93 година до јануари 94 година за една година инфлацијата пораснала неверојатни 313 милиони проценти. Значи, замислете само за каков тип на инфлација станува збор. И да го ставиме тоа во, би рекол, лаички термини, за да може да го разбере генерално луѓето кои што потенцијално не разбираат целосно економија. Значи, еве како прилика тоа изгледало. Уште во 92-та година имаме така речено 50% пораст на секојдневните цени во текот така речено на оваа година. До декември овие 50% се претвараат во 50.000%. Тоа значи дека буквално цените пораснале како никогаш до сега. Значи 50.000% поскапи за така речено 9 месеци. Со тоа што овдека јасно пишува дека тоа е моментот кога целосно излегува надвор од контрола принтањето на пари. Нормално принтање на пари на државата е со цел да ја финансира војната која што се уште е во тек до така речено крајот на 1994 година. Во јули 1993 година веќе имаме 400.000% инфлација, каде што владата е принудена да прави деноминација, тоа ќе го покажеме малку подоцна, односно да ги променува банкнотите, да додава нули со цел да проба се уште на некој начин овие динари да ги користи како ефикасна нели валута за размена. Со тоа што декември 1993 година, само 5 месеци подоцна, веќе надминува 1 милион проценти инфлацијата. Значи сите овие пари кои што моментално ги гледате стануваат апсолутно некорисни на дневна основа, со тоа што вели инфлацијата растела 65% на ден. Што значи дека ако вие сте имале, да речем, еден домат да го купувате за 10 динари во текот на денот, на крајот од така речено овој ден истиот ти кошта 16,5 динари. Што значи дека вие буквално за 2-3 дена веќе неколку пати се зголемила вредноста на само еден домат, така. И дополнително вели во јануари, значи само еден месец подоцна, вели цените се дуплирале на секој 24 часа. Со тоа што има една анекдота која што е доста реална, можам да ви кажам, затоа што моите ја виделе со своји очи во Југославија.
вели во Југославија за јадење во ресторан се плаќало пред да седнете, затоа што е голема веројатност дека цената на јадењето ќе биде многу повисока од кога ќе го завршите. Затоа се плаќало пред да седнете, верувале или не. И овдека имаме деноминации, како што кажавме, тоа е, гледаме дека буквално на секоја година они морале да имплементираат нови банкноти со кои што ги заменуваат старите, каде што така речено воведуваат нова валута. Каде што во 1990 година новиот денар кој што бил воведен тогаш важел во вредност за 10.000 стари. Значи, ако вие сте имале претходни банкноти кои што биле вредно со 10.000, тие се заменуваат со нови банкноти во, да речем, локалната банка, кои што ќе бидат 1 динар, се извинувам. И гледаме дека постојано морале да прават вакви нови банкноти во кои што едноставно елиминираат нули. Но на крајот од денот тоа не го менува фактот дека инфлацијата и понатаму излегувала надвор од контрола. И погледнете, ние имаме буквално секоја година нови банкноти принтани во Југославија. Со тоа што може да видите и сами, овие банкноти јасно се со енормно големи цифри, кои што потоа се заменуваат така речено со нови банкноти, повторно со големи цифри, но така речено само се намалува вредност, како што видовме во претходниот слайд. Значи, погледнете само како изгледаат овие банкноти. Еве, прост пример. Октомври 1993 година ова е 500 милиарди динари банкнота. Е така изгледа, драги мои, хиперинфлација. Ова е пример за хиперинфлација школски. Со тоа што во исто време можеме да видиме дека после оваа хиперинфлација, која што целосно излега надвор од контрола во почетокот на 1993 година, имаме апсолутно напуштање на локалната валута. Тоа е оно што ние постојано го зборуваме. Хиперинфлацијата е најголем непријател на државата заради тоа што локалното население целосно се откажува од оваа локална валута. Затоа и како во Германија, односно во крајот на Прва светска војна, во тоа време нормално кралска Германија, како сакате, така и во Зимбабве, значи локалното население целосно ја напушта оваа валута да ја користи. И во тој период најголем дел од србите, барем југословените кои што преостанале, користеле Deutsche марки, значи користеле германски марки. Што значи дека они буквално целосно го напуштиле динарот, динарот бил валута која што се користи највеќе од институциите од државата, а истите прешле на користење на стабилна валута која што е имало во изобилие во би рекол локално, затоа што на крајот од денот да се потсетиме дека Германија е релативно блиску, во тоа време Deutsche марката важи за едно од посилните би рекол валути во светот и нормално би рекол пазарите на црно дефинитивно работеле како никогаш до тогаш и нормално биле главен извор на ваков тип на валути. Со тоа што како почнавме, како завршивме, на почетокот беше не може нам никој ништа, за само неколку години полоцна вака да изгледа животот на секој што во тоа време живеел во Југославија. Нормално ако не знаете, ова е извадок од филмот Ране, кој што јас воопште не го препочитам и воопште не го препорачувам. Ова е филм за будали кој што голем дел од тинејџерите кога јас бев тинејџери го гледа и замислува како ќе станат фраери, како ќе станат гангстери, а буквално е сосема спротивното. Покажуваше како едно лошо време, една лоша економија предизвикува младите да посегнат по, би рекол, лош пат. И еве како изгледа прерачунувањето на една пензија во тоа време, иако е малку хумористично направено, само сакам да ви покажам дека еве како изгледало. Ова е стравот од економијата. Ова е тоа оружје кое што успева да запре армии без ниту еден испукан куршум. Економизација е мајка опстанка овако тешким околностима по наша земја. Дакле, пензија од 564 милиарде. Што би рекол Гоце, еден ден сите ќе бидеме милионери. Еве како тоа изгледа. Пензија од 564 милиарди динари. 832 милиона, 435 илјаде и 475,5 динара пиши. Комуналije милиарда. ТВ претплата 5 милиарде. Храна необилно, ali здраво, 28 милиарде. Угешених 8 милиона пише. Струја 25 милиарде и 600 динара, грејање. Кој е грејање? Јебем ли вам мајку? У пичку, не нормално бе!
jebe, bre, hej! Nemoguće, bre. Ti račun, jebate. Kaj ponovo? Nešto se tu ne uklapa. Aj ponovo. Struja. Aj ponovo, ali bez struje. Драги мои, како изгледа живот во хиперинфлација. Затоа и пак ќе напоменам, луѓето треба да разберат дека економијата е екстремно силна, би рекол, нели, појава во општеството и треба навистина да ја дадеме соодветно почитување. Со тоа што во тоа време, би рекол, феноменален потек на тогашниот претседател на Централната банка на Југославија, а тоа е Аврамович, кој што во еден момент успева да го реши проблемот со хиперинфлација, верувале или не, да се подсетиме дека и релаксирањето на санкциите во тој период помага, но како и да е, во 1994 година истиот доаѓа до многу добра идеја, а тоа е имплементирање на ПЕГ, каде што во тој период буквално целосно прекинува со принтање на старите пари и започнува со принтање на нови пари кои што ќе бидат директно заврзани со вредноста на Дојчмарката, која што во тоа време била екстремно стабилна. Што значи дека новите динари во тој период биле еден за еден, така речено, врзани со вредноста на германската марка. Во исто време, понатаму, позади оваа нова валута се ставени и резервите на тогашната југословенска држава, заедно со, верували или не, и резерви на злато кои што ги поседувала нормално. Значи, имаме ситуација во која што целосно се прекинува принтањето на претходните пари, а новите пари имаат директно поврзана вредност како што тоа е денеска нашиот денар со еврото. Со тоа што ваквата би рекол пракса на врзување на динарот со германската марка подоцна гледаме дека преминала и во врзување на динарот со еврото. Иако официјално динарот и понатаму представува слободно би рекол слободно варирачка валута која што сама ја определува својата вредност на пазарот, можеме јасно да видиме дека не е баш така и можеме јасно да видиме дека кога ќе испоредиме српскиот денар и еврото, уште од 2017 година наваму ние имаме така речено фиксна цена за денарот против еврото. Со тоа што јасно можеме да видиме дека ова навистина им успеало и дека успеале целосно да ја запрати инфлацијата која што дотогаш представувала најголемиот непријател на Југославија, односно во тоа време на Србија и Црна Гора. Со тоа што овде ќе го завршиме првиот дел, затоа што видеото ќе биде премногу долго, каде што потоа ќе продолжиме со вториот дел во некоја наредна недела, во некој наредно специјално неделно видео, каде што ќе разговараме за втората војна, која што исто така донела повторно санкции, донела повторно економски, би рекол, непогоди за овој народ, а тоа е 1999 година, бомбардирањето на НАТО и Косовската војна, за тоа дефинитивно кој ќе имаме малку повеќе време. Така да се надам дека уживавте сите други видеа кои што се дел од оваа би рекол анализа, мини-серија, може да ги најдете, како што веќе кажавме, на дното на нашиот канал на YouTube во посебна плейлиста наречена Економија како оружје. Благодарам сите оние кои што не поддржувате и се надевам дека сте дел од Patreon заедницата. Доколку не сте, линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа и со вашето членство во нашата Patreon заедница ни помагате да можеме да обезбедиме уште повеќе едукација и да обезбедиме уште повеќе настани за македонците ширум светот. Доколку сте дел од нашата Patreon заедница, добивате пристап до сите наши чатови, каде што може да споделувате заедно со нас, може да нормално не информирате за некои интересни информации, да споделувате ваши анализи, да разговарате со нашите членови. Исто така имате директни пораки до нас, кои што ги одговараме еднаш дневно. Еднаш месечно имаме лайвстрим исклучиво за нашата Patreon заедница, тоа е наредната сабота, така да приклучете се и ќе ги одговориме сите ваши прашања директно на лайвстрим, а дополнително ќе го објавиме истиот за остатокот од нашата заедница. И нормално сите офлайн видеа снимени, како што е ова, прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа и ги објавуваме на сите наши канали. И за крај, доколку некој сака да ја објави својата, да ја обнови својата или да ја реализира својата Patreon членство на годишно ниво, тоа може да го направи и во крипто, со тоа што само треба да ни пишете на cryptogemedia@gmail.com во која криптовалута би сакале да го платите, а ние нормално ќе ви пратиме адреса до таквата валута. Ова се годишните членства со 30% попуст од она што би го платиле на Patreon, а дополнително, значи, како што гледате и сами, на истиот мејл ќе ви пратиме и членство
со линк за годишно на нашиот Patreon. Ви благодарам, се најдам дека уживавте и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија и од Топлата. Од Велес до Светот, Криптогемиџија, знаеш, код се до него, утро ги фаќа, во живо се брате, кај што знае забава да пука, на монитор бројки, график нерви, од биткоин до трендови ги читаат, први македонец за македонец, тоа е слоганот, не продаваат магла, туку знаење за џабе, кај што други се губат во шуми, во хаос, тие ловат вести, па прават баланс и јасност, една вест, две вести, трета веќе се менува, а тоа што ги следи, лесно логика си реди, Криптогемиџија со око за ризик, и год се до него не спија, тоа е факт. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Гемиџијата не Води по патот, Криптогемиџија. Со год се до зори, Криптогемиџија. Уча цела бригада во живо, Криптогемиџија. Со год се до зори, Криптогемиџија. Уча цела бригада во живо. Йоу, макроекономија, брате, не е шега. Мурика со зелена тоалетна хартија, М2 сирока. Принтерот пуштен на јако, од свет до селото Брисел. Вести се ронат, од Блискиот исток до Брикси. Мала Британија, геополитика, ко мрежа од жици. Еден потек таму, а ефект тука у очи. Секоја вест од светот ја носат со тежина. Не е само кликбейт, туку слика и тлабочина. Не паѓаат на фейк нюз, туку се следат сите страни. И кога каналот гори, тие се тука влегуваат во дебата со анализа во рака. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, Тие стојат силно. Македонец за македонец, Тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Со год се до последен Фак, пук, фак, Гемиџијата не води по патот. До утрински часови не знаат за доста. Се рокаат теми преку криптонис. Од шема до шема, од график до график. Кажи му на братот нека слуша и нека знае. Македонец за македонец, Тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Гемиџијата не Води по патот, Криптогемиџија. Со год се до зори, Криптогемиџија. Уча цела пријада во живо, Криптогемиџија. Со год се до зори, Криптогемиџија. Уча цела пријада во живо, Криптогемиџија.